Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во областа Дебарца, каде што повеќе од 6000 години зрачи со живот на целиот незин простор, преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестините, енгенлеаните, дасаретите, орестите, еордите, елимеите, ботијаците, пирејците, аломпите, мигдонците, крестонците, бислатите, еродејците, едонисите, сите познати по Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владател со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самуил и македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византинските цареви Константин Асен Тих од 1257 година, Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските владетели царов Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Овој пат решив да прошетам во незиниот јужен дел, во селото Требеништа, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости на ова населено место, каде што устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси и од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византинскиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на селото Требеништа, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на ова мощно и старо село. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдени, бедеми утврдувања и други мощни стари градби. Селото Требеништа од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, од сите типолошки варијанти.
Наминав во селото Требеништа да го посетам митскиот Вишовски рид, кој се наоѓа на неполни 2 километри јужно од ова село, каде што на околу 1500 метри надморска височина, на заранетото плато со своето исконско пулсирање, повеќе од 2000 години ги поврзува старите во новите времиња за навек, така да речам се уште жив град, град со вткаени дострели на силната античка цивилизација, град Дебрец, како составен дел на областа Котничевица, областа Древница, каде што свети Климент Охридски, како прв епископ на Древница Велика во 893 година, според пространното житие за свети Климент на Теофилак Охридски, ги положил темелите на македонската и на сесловенската писменост, на Охридскиот книжевен центар и подготвил терен за замена на византиската иерархија со домородна, проповедал и богослужил на староцрковен македонски јазик, чија негова локација неодамна ја утврди еден од најпознатите не само во македонскиве и балканскиве простори, туку и во светски рамки, истражувачи и археолози, професорот Виктор Лилчич Адамс, каде што науката смета дека овој град е прв епископски центар на средновековните времења на Македонија, како дел од Охридската архиепископија низ вековите, како дел од целокупната историја на Македонија, денеска вообновен во ликот на денешното село Требеништа. Наминав во селото Требеништа да ја посетам Требенишката некропола, надалеку позната по остатоците од 56 гробови со богати гробни дарови, неколкуте златни маски, златни сандали, златни нараквици, бронзени кратери и други археолошки материјали од железното, архаичното и хеленистичкото време од крајот на 7 до крајот на 4 век пред нашата ера, која се наоѓа југозападно од селото Горенци во подножјето на планината Вишовски рид, на околу 2 километри јужно од селото Требеништа, на околу 10 километри северозападно од магистралниот пат Охрид-Кичево Скопје, а се простира на археолошките локалитети Сува чешма, попознат по местото викано кај гробот Три челјусти и вртујка. Почитувани мои, пред да ја видите приказната за средновековниот град Дебрец и некрополата Требеништа, предлагам да ви пренесам дел од моите досегашни сознанија за селото Требеништа во продолжение на оваа репортажа. Требеништа е село во јужниот дел на Македонија, кое припаѓа на општина Дебарца, распослано во западниот дел на Охридското поле, на 13 километри западно од Охрид и 10 километри од административниот центар на општина Дебарца, селото Белчишта. Селото Требеништа припаѓа на општина Дебарца. Селото граничи од источната страна со Волино и Мислешево и од север со Горенци и Горно Лакочареј. Првпат селото во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 година до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил од 1979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во записите на византинските записи од времето на Јован Скилица,
Поточно речено, од 1020 година, за време на владењето на византијскиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византијските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин, кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел, кралот Марко од 1371 година. Првите податоци за селото Требеништа се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Требеништа, во кое имало 30 куќи, во кои живееле 30 рисјански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-1569 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Пред крајот на отоманското владење со Македонија, Требеништа било Чифлик сајбиско село. Чифлик сајби биле Али Ага и Мифтија Ага, кои заедно стопанисувале со околу 800 хектари, ораници, пасишта и шуми. Секое семејство во тоа време во нивна собственост имало по околу 5 хектари земја. Во 1912 година селаните си го купиле земјиштето за околу 1600 петолирки златни наплеони. Дека селото Требеништа на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија од 1394 и 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Горчев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, каде што забележал дека во 1873 година селото имало 87 домаќинства христијани и 80 домаќинства мухамеданци. Според статистиката на Васил Кънчов, монографија, етнографија и статистика од 1900 година, во Требеништа живееле 310 жители. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незиното христијанско население од 1905 година, во Требеништа живееле 360 жители. Според пописните документи до кои дошол Бранислав Русич, во 1900 година во Требеништа живееле 310 жители, во 1905 година Требеништа имало 360 жители. Од 1948 година бројот на жители во селото Требеништа се зголемувал и изнесувал 724.
Во 1958 тој број повторно бил во пораз и изнесувал 823 жители, во 1961 година 880 мештани, во 1971 година бројот на жители се намалил на 868, а веќе во 1981 година пак бил во пораст и изнесувал 897 жители. Од 1991 година бројот на жители почнува да опаѓа кога изнесува 822, за да после 3 години бројот на жителите повторно да опадне и да изнесува 587, а за да во 2002 година тој број достигне бројка од 513 жители. Според истражувањата на Бранислав Русич, кои се водат за 1948 година, стари семејни родови во селото Требеништа се Дуклевци, Мучевци, Алексовци, Бутевци, Горевци, Јачимовци, Доневци, Питаровци, Николовци, Љубовци и Цалевци, додека пак семејниот род на Бочевци доселен е од селото Горенци, а пак за семејните родови на Шутревци, Митровци и Марчевци не им се знае потеклото. Во подалечното минато, мештаните од селото Требеништа учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, така и во двете балкански војни, Првата светска војна и Народно-ослободителната војна, каде што селото дало голем број на револуционери, меѓу кои Атанас Иванов, Анđеле Иванов, Владо Илјов, Дуко Танев, Ѓорđија Митрев, Кузман Ристов, Никола Недев, Ристо Војданов, Стојан Танев и многу други на кои и до ден денешен не им се знае гробнината. Каде и да појдете во атарот на селото Требеништа, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја, како што е и митскиот Вишовски рид, кој се наоѓа на неполни 2 километри јужно од ова село, каде што со своето исконско пулсирање повеќе од 2000 години се уште ги поврзува старите во новите времиња за навек. Така да речам, се уште жив град, град со вткаени дострели на силната античка цивилизација, град кој обстојувал во епохите на антиката и на средниот век, па и денеска, каде што на овој простор биле оформени десетина утврдени населби, сите на ниски или доминантни ридови, а меѓу нив на околу 1500 метри надморска височина, високо на ридот Вишовски рид, на широко плато на површина од околу 5 хектари се издигнала утврдена населба кој бил значаен антички град, чие име се крие покрај градовите Евхелеана, Керакс, Сатион, Бојон и древниот град Дебрец, кој го споменува историчарот Полибий како град во Десаретија, што ги освоил македонскиот крал Филип Пети. Во атарите на селата Горенци и Требеништа се наоѓа Требенишката некропола, каде што според податоците исто така напознатиот не само во македонскиви и балканскиви простори, туку и во светски рамки истражувач и археолог Паско Кузван во книгата Уметноста на Требеништа. Во движниот фонд од некрополата Требеништа се евидентирани 825 археолошки предмети, меѓу кои 4 посмртни златни маски, 2 бронзени масивни кратери, сребрените пекари и ритони, златни ракавици, сандали и украсни плочки, како и голем број на примероци од златен и сребрен накид.
Isto така, во оваа книга е забележено дека 258 археолошки предмети се чуваат во Археолошкиот музеј во Софија, 187 во Народниот музеј во Белград и 380 во Народниот музеј во Охрид. Откривањето на тајните на Требенишката некропола почнало случајно при изградбата на патот Охрид-Кичево во 1918 година од страна на археолозите Богдан Филов и Карл Скорпил од Софија, каде што во 1927 година за прв пат се публикувани. Археолошките истражувања ги продолжиле Никола Вулич од Белград, кои се одвивале од 1930 до 1934 година, при што биле откриени уште 5 нови гробови, кои, како и претходните, содржале богати гробни дарови. Археолошките истражувања ги продолжиле Васил Лахтов и Јоже Кастелиц од 1953 па се до 1954 година, како и Владо Маленко во 1972 година. До сега се ископани 56 гробови и гробници, од кои 13 се кнежевски со богати гробни прилози, а другите се со поскромен археолошки материјал. Требенишката некропола ја сочинуваат гробови кои се распространети на еден поголем простор и не се групирани на едно компактно место. Јосип Корошец овие гробови ги поделил на 3 групи. Гробови од 1 до 8, од кои 7 се оние кои со времено биле публикувани од Богдан Филов и еден откриен и објавен од Никола Вулич, кој исто така ги открил гробовите нумерирани од бројот 9 до бројот 13, односно оние што ја сочинуваат втората група. Во третата група се 3 гроба откриени од Јосип Вулич, кои се наоѓаат околу 100 метри северно од претходната група. Слична на оваа поделба извршиле Лахтов и Кастелиц, со тоа што гробовите ги поделиле на така наречени кнежевски гробови и сиромашни гробови. Предметите кои посебно се издвојуваат потекнуваат од така наречените кнежевски гробови. Такви се златните погребни маски, златните сандали, нараквици, златен и сребрен накид, масивните бронзени кратери, сребрените пехари и ритони, бронзени шлемови и други археолошки наоди. Куриозитет представуваат златните маски кои се определуваат како култни предмети, односно се поврзуваат со одредени времења и ритуали во врска со погребувањето, а се откриени во гробовите 1, 5, 8 и 9 од Требенишката некропола, кои се дело на локални мајстори, а како такви зборуваат за верувањата и ритуалите кај популациите кои живееле во овој дел на Демарца. Заедничка карактеристика на златните маски е тиснатата орнаментика, менадар и спирала. Златните маски од Требеништа се слични со микенските маски, иако нив ги разделуваат период од 1000 години, каде што и кај едните и кај другите се сретнува египетскиот обичај на обложување на телото на покојниот со злато. На покревната златна маска, откриена во гробот 1, е представена пчела, каде што пчелата се поврзува со јонскиот култ на божицата Артемида, која има критско предхеленско појавување, која го символизира погребниот обреден систем и ја представува душата на високодостојниот покојник, односно ја символизира неговата моќ. Златните сандали и нараквици се откриени во гробовите 2, 6, 7, 8, 10 и 11. Изработени се во форма на стапало и шака и се со иста декорација.
Како посмртните златни маски, така и златните сандали и на раквици имаат ритуално погребно значење со иста цел покојникот да го заштитуваат при неговото патување до другиот свет. Кај повеќето од овие сандали, орнаментот е вегетабилен, односно се состои од палмети и розети, а единствено кај сандалите од гробот 8 е представена горгона и 2 свинги хералдично поставени. Како такви, сандалите имаат хтонско апотропејско значење. Меѓу предметите со култно значење е и надградникот откриен во гробот 2, кој е изработен во форма на потковица, на која е изведена композиција во форма на медаљон. Во центарот на медаљонот хералдички се представени 2 лава, чии нивни нозе се поставени врз 7 кругови. Како бројна категорија на наоди меѓу гробните содржини се издвојува златен, сребрен и бронзен накид, и тоа обетки, белегзи, гердани и фибули. Меѓу движниот археолошки материјал се издвојуваат и неколку примероци од сребрени садови, како што се 2 сребрени рога, неколкуте ритови, сребрените и бронзените пехари. Пехарите и ритоните се декорирани со златна орнаментална апликација во техника на пресување и исчукување, кои се откриени во гробовите 1 и 8, како и сребрени пехари од гробовите 3, 5 и 8. Сребрените пехари, кои се датирани од 5 век пред нашата ера, меѓусебно се слични, а единствено малку се разликуваат во орнаматиката. Исто така, ритоните покрај утилитарната намена имаат и култно значење како дел од мистично присуствие на дивинизираниот покојник. Двата рога по форма се исти, а единствено се разликуваат во димензиите. Тие на врвот имаат отвор кој служел за пиење и една алка за обесување, која укажува на можноста дека биле носени закачени на појасот, па се претпоставува дека станува збор за војнички садови. Во гробовите 1 и 8 се откриени бронзени кратери кои меѓусебно се разликуваат по димензиите и по мотивите со кои се декорирани. Кај кратерот од гробот 1, отворот е украсен со вегетабилна орнаматика, плетена лента и ред фини перли. Декорацијата на вратот е со мотив на крава од 6 фигури свртени надесно, причврстени на основата со клинци. На рамото од кратерот изведен е орнаментот во облик на заби. Ногата е ѕвонеста, посебно излиена, пластично декорирана со пламети, лотосови листови и редови од перли. Особено се впечатливи 2 рачки на кратерот од големи листови со пластичен орнамент и редови на перли потпрени на бисти од медузи. Кај кратерот од гробот 8, отворот е профилиран и декориран со палмети, под кои се изведени низа од перли и вертикални черти. На вратот се приковани 4 коњаници, по 2 од секоја страна свртени надесно, со глава предадена во амфас. Коњите се представени во гаво. Како и кај кратерот од гробот број 1, и на овој сад рамото е украсено со низа листови во форма на заби. 2 рачки и во овој случај се особено убаво украсени. Тие лежат на крилести медузи со змиски нозе, кои се подпираат на рамото од садот и завршуваат со змиски глави. Рацете на медузите се свиени, а дланките се стиснати. На рамениците во медузите покриени со наметка лежи коренот на волутите, кој е украсен со крлуштен орнамент. Во гробот 8 откриен е троносец на кој бил поставен кратерот.
Ножете се изведени во облик на лавовски шепи и богато украсени со зооморфни, антропоморфни мотиви. Кратерот од гробот 1 е датиран во првата половина на 5 век пред нашата ера, а кратерот од гробот 8 во средината на 6 век пред нашата ера. Во кнежевските гробови е откриено фазивно оружје и тоа копија, мечеви, ножеви и бодежи. Од копијата се зачувани само врвовите, од кои може да се види дека се работи за листовидни копија со пластично сребро, а се датирани од 5 век пред нашата ера. Покрај офанзивното оружје во кнежевските гробови се откриени и примероци од дефанзивно оружје со кое биле опремени и така погребани припадниците на аристократскиот сталеж. Тоа се шлемови, кружни бронзени штитови, оклоп и бронзени доколници, кнемидии. Во кнежевските гробови се откриени 10 шлемови, од кои еден корински и еден халдикски, и 8 кои припаѓаат на македонскиот тип на шлем. Требенишката некропола е третирана главно како архаиска, но и железновременска и хелинистичка. Незиниот хронолошки диапазон започнува кон крајот на 7 век и завршува кон крајот на 4 век пред нашата ера. Ако сакате поотблизу да се запознаете со животот на оваа област, каде што повеќе од 6000 години зраци со живот на целиот незин простор, преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еорадите, елиметеите, ботијанците, пирејците, алмонпите, мигдонците, крестонците, бисаллитите, еродејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 година до 1018 година, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самуил, на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Равомир, како дел од владавината на византискиот император Василий II, како дел од црковните записи на византиските цареви Константин Асен Тих, Михаел IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските владетели царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кралот Димитрија Волкашин, кралот Марко, и како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија, дојдете во славна Дебарца.